Па прво, ајде да го погледнеме она што вие го нарекувате Сонја мит на партија на патриоти. Прво, не би се согласил дека се работи за мит, дури не се работи за било што може да се подпира на некакви објективни факти. Се работи за нешто што упорно таа партија и луѓето во таа партија се обидуваат да си го припишат како особина, дека тоа е најпатриотската, револуционерната организација, вистинската наследничка на историското ВМРО и така натаму и така натаму. Ајде да погледнеме историјата во овие 20 години. Во ниту еден момент кога се донесувале клучни одлуки за оваа земја, кога се поставувале темелите за независноста и самостојноста, кога се бранела државата, кога се градела и чувала државата, ВМРО ДПМН не бил на власт. Бил во опозиција, и тоа опозиција која што обструирала. Тоа е периодот 92-98, кога беа прво наспроти одлуката за референдум. Со референдум на доеме до независност тие предлагаа донесување на уставен акт за отцепување по примерот на Хрватска. Кога се донесуваше уставот, не беа за граѓански устав, беа за национален устав. Кога станувавме членка на Обединетите нации, се противеа на тој чин и го прогласуваа за предавство. Кога го воведувавме албанскиот јазик на педагошкиот факултет во Скопје, организираа штрајкови со глад, тврдеа дека тоа ќе ја уништи Македонија. Кога дојдоа на власт, им се случи, да не речам, ја предизвикаа меѓуетничката војна, за да во 2001-та предлагаат и поделба на државата. За каков патриотизам на таа партија може да стане збор? Генерално на таа партија од 90-та до денес, а пак на оваа екипа во ВМРО ДПМН, што денес е начело на партијата, едноставно имаат еден сериозен историски хендикеп. Тие не биле нити во ВМРО некакви играчи или влијателни луѓе во клучните периоди за оваа држава. Тоа е проблемот на Груевски, затоа тој многу повеќе сака да говори за тоа што и се случило на државата пред 2500 години, пред 2000 години, пред 500 години, отколку што и се случило пред 15, 10 или 5 години. Едноставно, или не бил дел од играта, или бил како министер во владата на Георгиевски, дел од екипата која што го направила најголемиот криминал, која што предлагала поделба на државата и успеал во тој период, да речеме, и да дојде до собственост на 4 стана.